Зборувавме и ќе зборуваме многу за потрошувачите. Тоа веројатно ви е веќе јасно. Но денеска се фокусираме на тоа како да стигнете до нив. Кои се каналите кои ќе не донесат до нив и нив до нас. Кога зборуваме за канали, не мислиме на Суетскиот канал или можеби каналите за наводнување низ Пелагониското поле. За потребите на бизнес моделот, мислиме на каналите преку кои комуницираме со нашите потрошувачи. Доколку овој разговор го правевме пред 30 на години, најверојатно ќе користевме физички канали на продажба. Тука мислам на продавници, трговски центри, продажни штандови, физички сајми, па дури зелени пазари. Да не ги заборавиме и трафиките, како и продажбата од врата на врата. Во минатото, продажбите од бизнес на бизнес се случувале секаде, а најмногу околу пристаништа или железнички станици, каде што всушност се разменувале стоки и услуги. Потоа се појавуваат помодерните начини на продажба, а играта особено се менува кога се појавува телефонот. Околу 1960 година почнуваат првите телефонски продажби, кога голем број од компаниите набавуваат и во своите канцеларии имаат телефонски уреди. Во 60-тите се појавува интернетот, а со тоа претпоставуваат и продажбата. Каналите потоа ги вклучуваат и телевизијата и радиото, кои се одличен начин да се дојде до што е можно поголем број на потенцијални потрошувачи. Интернетот се повеќе се користи за да можеме да ги најдеме, идентификуваме и дојдеме до вистинските потрошувачи. Со појавата на масовниот интернет се јавуваат и дигиталните канали на продажба. Тие овозможуваат да дојдете до вашите потрошувачи каде и да сте во светот, каде и да се тие во светот. Па така, една уморна мајка од, да речеме, Зимбабве, например, додека разгледува слики на Инстаграм, може да го види вашиот производ кој е направен во Ресен. Како и да е, не секогаш е доволно да користите само дигитални канали. Зависно од производот, можете да користите и комбинација. Важно е да знаете каде се вашите потрошувачи. Кога ги интервјурате, прашајте ги за нивните навики на купување, каде и како го поминуваат времето и како сакаат да наоѓаат и купуваат нови производи. Јас овде ќе завршам, затоа што неретко се вели дека најдобар начин за учење е преку пример. Еве што ни кажаа македонските претприемачи во однос на тоа каде и како тие ги најдоа своите потрошувачи. Како со секоја друга активност во рана фаза, треба експериментирање. Ние експериментиравме со приклучување кон постоечки групи на луѓе, како Facebook, Twitter, Discord канали, претежно онлайн, меѓутоа имавме и офлайн, физички присуство на конференции, на настани каде што се вмрежувавме со луѓе и воспоставувавме некоја иницијална врска што понатаму потенцијално резултираше со работка. Меѓутоа да, мислам дека на почеток треба да се експериментира, понатаму можеби физичкото присуство не е скалабилно, па треба да се остави, меѓутоа зависи од бизнес до бизнес. Во нашиот случај беше хибрид, и уште е хибрид каналот на комуникација и на relationship и на дистрибуција целосно онлайн. Од AliExpress нарачавме држачи кои беа по $0.5 и ги испративме на 500 наши корисници, но им пративме мејл и ги замоливме да стават ревју на App Store и Google Play. После овој трик, ние добивме 500 ревјуа со обично 4 или 5 звезди. Apple и Google мислеа дека ние имаме ставено некој апдейт на апликацијата и дека се случува нешто ново и автоматски станавме број 1 фитнес апликација на Google Play и App Store со овој трик и добивме за неколку недели стотици илјади нови корисници бесплатно органик. Најбитната алатка која што најмногу ни помогна во процесот на пласирање на нашите производи и нашиот тип на култура како добавувачи на европскиот пазар и пошироко е сајмот секако. Имено секоја година ние се појавуваме на сајмот во Месе во Франкфурт, каде што имаме сопствен штанд и на кој што штанд имаат можност нашите купци да се запознаат со типовите на нашите
нашите производи и сигурно таму од и нашиот теми ги презентира производите онака како што треба во најдобро светло. Нашиот пазарен сегмент, односно дали е тоа преку соодветни физички продажби, дали е преку непосредна партнерска дистрибуција на производите или користејќи одредени дигитални, односно комуникацијски канали и платформи како YouTube, да кажеме, Facebook и некои одредени дигитални медиуми и на крајот следи соодветно промоција на истите производи преку дигиталните медиуми и социјалните мрежи, кои што ни се некако најискористениот сегмент за промоција на производите и се вкупно гледано, тоа е начинот на кој што се приближуваме во позиционирањето на производите и услугите кон крајните потрошувачи. Тогаш направивме кампања. Значи интернетот почна да се продава, прво почнавме да продаваме картици во маркетите. Значи, некако тоа се трудевме. Значи, кај интернетот сакаше маркетинг и затоа можеби УНЕТ е повеќе позната како име компанија која што донесе интернет во Македонија, бидејќи ние многу се трудевме тоа да го популаризираме. Дали можеби добивте нова идеја за каналите на продажба за вашиот производ? Не заборавајте да го пополните повторно вашиот бизнис модел и да ги тестирате новите претпоставки кои ги имате после оваа лекција.